21 улица, 25-та, Горанеш Мегена, Ламен Куев, Леновец, Коста Брашевич, Илио Печинович, Иво Джаковски, браќа Джаферови. Обратите внимание на браќа Джаферови во прилог 1 на 2 пати ја напиша. 2 пати ќе правите? Не, грешка, вие сте сгрешили во пишањето, сте сгрешили на сумата, погрешната сума и каква погрешна и сето тоа се греши некои други консеквенции. Ама на крај крајви тоа не е ни битно. Вие, како што веќе кажат, имаме предвидено 156 милиони приход, а имаме купен расход, ако се реализира 417 милиони. И да пишете 5 пати браќа Джаферови, вместо 417 ќе дадат 422 милиони, пак на крај крајви исто да се враќа. Тоа што може горе-долу да го соберам за 2016 година, немам конкретни податки, затоа што извештајот ова програма ќе не иде во март, во април можда. И мината годишна, односно ова годишната 2016, ќе види столната меѓу 50 и 60%. И тоа е процентот на извршување, тоа е процентот на исполнување на капиталните инвестиции. И тоа е решално. Најбитната приходна ставка е 4,82 други градежни објекти, расходна ставка во буџетот. Ние никогаш не реализираме со повеќе од 50%. Ето и 60%. Дури кога имам исполнување на буџетот од 70 до 70%, оваа ставка, што е првото, кој што сме го реализирали. Истите улици ги повторуваме, секогаш овој список на желби се состои од 120 на улици, повторно ќе речем проначалните данеси во полето, како што знаете има во предизборијето, во 2013-та вети дека ќе асфалтира 100 на улици и дека на тој начин во Битола буквално нема да остане ни една улица повеќе за реконструирање и за управа. Сега пак, бидејќи сме соочени со 2017-та, сведоци сме дека тоа никоја улица нема да остане за реконструирање, е во чиста колизија со 417 милиони денари кои се предвидени, ако ги има општина Битола и ги нема, и потроши за реконструкција на улици во 2017 година. Ова програма повторно се споменува една опасност што се вели дека за сите оние објекти кои што се намера Г, за изградба на вакви објекти, производство, дистрибуција, сервиси, Г5, туристички комплекси, А4, хотели, и така натаму. Навремесно по уредување на градажни земјишти изнесува 7400 денари по метар квадрат. За информација на јавноста, ова е далеку од било кој надоместник што некога говори лагме цената и цена доместник за уредување на градажни земјишта. А е направен затоа што пред 3-4 години негде беше направен ваков како што е, со етапно зголемување, затоа што владата имаше тогаш донесена одлука сите овие типови на објекти кои што се градат да бидат отоварени само со 5% комунали. Сега општината единствен начин да прибери колку средства од џабите кои инвестициони беше овие надоместни се и качи на едно повисоко ниво. Интересно е што овие 7400 денари ги не важат за џабите, ги важат за сите останати инвестиции. Секој што ќе гради инвеститор во било кој индустријска зона во општина Битола, ќе треба да плати 5% од 7400. А тие што ќе градат во индустријската зона Жаберица треба да платат исто така 5%, меѓутоа само од 3150 денари. Регресијата ни дотаму што ние рековме на овие 3150 денари фактички треба да бидат средната точка од изградба на деловни објекти кои што се зема од програмата секоја година. Оваа година
повече не изнесува 1150 дена, 1310 дена. И за да не ги навредим инвеститорите, уважавани, които са толкова много бройни, нямаше накрая свои бизнеси. И ние не инвестираме по програмата. Сумата от 1150 на никакви 1310. Защо за инвеститорите уважавани да платят 150 дена и километър квадратен, наместо за мисля 165 дена. Огромен товар би по това санкция. И още една ще речем, на този начин директно вършиме субвенциониране на едни инвеститори, които се дързнали да градат по държавени, да сметка да станат и що сакат своите средства пари да градат и ги дължат за другите индустријски зони. Още исто така трябва да се напомене дека по планот за развојни планови от 2017-2019 година отпад на инфраструктурата държавени, пардон, по касарната и трябваше да се найде по делот на изградена инфраструктура по лекување на градишно земјиште. Меѓутоа, на мој голем изненадување, постои во ова програма само расходната страна. Значи, кои објекти во колкав дел и се градат. Меѓутоа, никаде не постои приходната страна, која што би требало да влезе со подставка 7.4 и 1.1. Имено под оваа подставка приходни дел од бюджетот треба да стигне средствата од кредитот. Някој да предвидиме дека ќе се градат објекти од кредитот, а во приходната страна на оваа програма никако да не споменуваме дека се црпат објекти. Зашто повторно настанува цял еден парадокс и дисбаланс.